Вести на Телма, добро вечер. Поради опасност од бегство на барање на СЈО, судот му одреди 30-дневен притвор на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков за случајот Таргет Тврдина. Пред затворот е колешката Билјана Николовска. Билјана, какви се последните информации од терен? Весна, последните информации од тука, од пред затворот во Шутка се дека веќе час и половина екс-директорот на УБК Сашо Мијалков се наоѓа на издржување на 30-дневниот притвор. Оваа информација одекна доцна во вечерта, односно доцна попладнево била донесена одлуката за одредување на мерката притвор и тоа по барање на специјалното јавно обвинителство. Зошто е донесена точно и конкретно не се знае, освен дека постоела опасност од бегство. Ова се потврдените информации кои што доаѓаат и од СЈО, но и од кривичниот суд. Повеќе детали не се откриваат. Какви се деталите? Дали имале информации обвинителите дека тој подготвува и на каков начин го подготвува неговото бегство? Според информациите се работи за одреден притвор за случајот Таргет Тврдина, во кој што токму Мијалков е обвинет и кој што се наоѓа во тек се наоѓа судскиот процес за овој случај. Телма разговараше со неговите адвокати кои што го бранат во овој случај и тие се затекнати. Тие велат дека оваа информација нив ги затекнала доцна попладнево и немаат подетални информации за какви се причините и објаснувањата на СЈО. Сите инволвирани во овој случај велат дека за тоа на каков начин било планирано и доколку било планирано бегство од страна на Сашо Мијалков ќе дадат повеќе детали во текот на наредниот ден. Инаку морам да кажам на следниот ден. Инаку морам да кажам дека токму за овој случај кога беше поднесено обвинението минатото лето во јуни беше баран притвор, но тогаш не беше одреден притвор, односно не беше прифатено барањето на специјалното јавно обвинителство за да му се одреди притвор, туку на екс-директорот на УБК Мијалков му беше одземен само пасошот и тој имаше обврска да се јавува еднаш неделно во кривичниот суд, постапка која што редовно ја исполнуваше. Уште еднаш ќе повторам, се уште не се знае точно за какво бегство и за каков план имал Мијалков. Весна? Билјана, во кои други предмети е обвинет Мијалков и дали е редовен на рочиштата со оглед на тоа што СЈО притворот го побарало поради опасност од бегство? Да, Таргет Тврдина е најголемиот процес кој што и оној кој што се однесува на прислушувањата на она афера која што беше огромна и можните излегувањето на прислушкуваните разговори кои што се смета дека се прислушувани од 2008 до 2015, но сепак на освен на овие процеси тој има уште 3 активни процеси, се работи за Титаник 2, за изборни нерегуларности, за случајот Ровер и за Трезор. Денеска, токму денеска имаше рочиште за случајот Ровер и таму тој се појави заедно со своето обезбедување и ништо не наговестуваше дека всушност има некаков план за бегство. Сепак притворот доаѓа во време кога неговиот братучет го напиша вториот статус на Facebook, кој што се наоѓа во Будимпешта и ова наликува нешто како на она што се случуваше пред само неколку денови кога Груевски го напиша првиот статус од Будимпешта и кога веднаш потоа беа одредени притвори за Миле Јанакиевски и Кирил Божиновски, исто така обвинети во дел од случаите на СЈО. Морам да напоменам уште и за Таргет Тврдина дека за утре е најавено рочиште, односно е закажано во 10 часот рочиште токму за овој случај. Тоа значи дека Мијалков би требало да биде донесен на рочиштето од тука од затворот во Шутка, но ако се водиме од она што се случуваше претходно за Јанакиевски и Божиновски, тие не беа донесени на рочиштето кој исто така следуваше следниот ден за Титаник, бидејќи судијата немаше време да го побара тоа од затворот во Шутка. Ние остануваме и понатаму овде и ќе следиме целата ситуација и се надевам дека повеќе детали за ова ќе имаме во утрешниот ден. Тоа беше колешката Билјана Николовска од пред затворот во Шутка, каде вечерва во притвор заврши поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков. Ти благодарам, Билјана, за јавувањето.